Магливите утра на мојот град се душата на мојот народ. А тој, мојот народ, веќе навикнал да живее со болката од својот живот. Да бидеш, а да не си. Да си тука, а сепак да не знаеш дали тоа е твојот дом. И навистина, кој е нашиот вистински дом? Кој сме ние, што низ вековите сме биле патници, страдалници? Ние кои сме биле закрила на Александар, молитва на апостол Павле. Денес Гевгелија е мојот дом. Сосема сигурен затоа што овде сум се родил, но сосема изгубен кога размислувам за моите корени и минатото на моите претходници. Мојот народ, Влашкиот, во Гевгелискиот регион живеел во селото Ума, сместено под врвовите на планината Кожув. Историјата за него, за мојот народ, бележи дека низ годините тој се иселувал, барајќи нови места за живење. Причините за секое семејство биле различни. Патот на нашето постоење е пат кој минува по врвиците на нашите планини. А тие, планините се нашата душа, нашата куќа и нашиот непребол. Понекогаш ќе се сетам на она што било, на она што поминало. И тогаш знам дека копам по мојата историја, по мојата небиднина и реалноста на моите предци. Копам во времето и патувам низ времето, за да почувствувам страв, за да почувствувам болка. На едно место во Библијата бев прочитал дека се си има свое време. И навистина е можеби така. Некако по навика се поминува во животот, и болното, и тешкото. Се е само неминовна промена на среќата и несреќата. Бремето на моите предци е проклетство кое се именува со молитвата за барање светлина. Проклетството е химната на моите предци. Да се живее во планини, но и таму да се нема мир. Да се преселуваат во плодните почви во тугина, но и таму да не се пронајде спокој. После годините на премрежја, власите од Ума ќе го најдат своето ново живеалиште, градот Гевгелија. А нивното село Ума, некогаш целосно напуштено, денес ги враќа своите жители. Но сите тие се сеќаваат на минатото и на тешкиот живот, на преселбите и немирните години. Ако говориме за селото кој е селено тука 15-та година Прва светска војна, тоа не го памтам, не знам, тоа не бех роден тогаш. Тоа татко и знаех тие работи, и се преселени. До 18-та година код. И кога се врати од 18-та година, селото беше растурено тогаш. Најмногу. Едино во нашата куќа беше стабот на тогашната Србија и тоа не е растурена. И повраќањето, кој дек најде слониште, тука Прва светска војна, тук се пробија фронтот, прво фронт тука на Јаребица. И кој дек најде бункери имаше разни, кулиби имаше разни, и постепено секој се изгради куќа. Направи куќа.
прво се занимава со сточарство, најмногу сточари беа, после полепо земјоделие, али примитивен начин, не е некој кој зна какви. После со стока, викам, товарен добиток, дрва се носа. Тоа беше најосновно. Второто иселување беше после Втората светска војна. За време 43-44 година се иселикме во Јевѓелие, кој дека најде. Горничет, Богородица, али грото во Јевѓелие. И од тогаш, и после ослободување, се иселикме кој как можеше во Јевѓелија. И така постепено, секој се удоми таму, кој купи имање и така. Бугарската, окупаторите бугарите беа, на иселиот е многу близко до граница бехме тука. И морахме да се селиме, како што реков, во Јевѓелие. После уселување, па се вратихме на дел од народ се повраќа тука и постепено, по кој как се снајде, правише куќа, али се иселија скроз од тука. Али многу време, до горе до 48-49, се имаше по некој со стока, работа, кој што имаше. Сејан, ченица и источна храна. Сејан, но и со ступита и прекан, тоа беше еден превоз тука за Јевѓелие, за селото. Ума ја чува една од највредните цркви во регионот, Свети Пантелејмон. Постои едно строго правило во животот на власите. На денот на светецот заштитник, уменците каде и да се, доаѓаат да си ги посетат своите родни огништа. И тогаш, секој од нив носи по една нова приказна од новото време. Приказна која можеби ќе ја раскаже на своите, на овдешните, за да го отвори кругот од различности, за да го остави товарот што го носел во својата душа сите изминати години од заминувањето до денес. Старицата Струма Петрова ќе го помине по големиот дел од својот живот во селото Ума. Иако родом не е одовде, таа ќе остане белег на своето време, на нејзините генерации и на она што било историја на селото. Црквата пак е сведок на војните, но и преселувањето на власите од овој крај. Нејзината старост е староста на христијанскиот народ, и турско, и грчко, и српско, и бугарско. Сета историја е фрескоживопис на црквата, грчко и словенско писмо и една вера во различни времиња. А баба Струма е овде да ја отвори и да ја затвори црквата, да каже добро утро и добра ноќ. Таа е и светлина
и темнина. Нејзината душа е историја и приказна, која ткае судбини различни од оние кои се преселувале надвор од Македонија. Таа доаѓа од Егеот, за да ја закопа својата мисла овде, во селото Ума. Настан беше, тоа татко ми беше од 41 година испадна со пропаганда почна у селото като 7 души. И имахме мъка од грците, не ни даваа да говориме влашки воопшто. Ни дома не смеехме, не на улица. Кршка школа учехме, ни малтартира, немаше живот, немаше ништо. И решија 7 души, најглавни шо беа, да пропаганда да чинат за партизаните. И почнат од тогај веќе пропаганда. И неколку години конференции права, ида од тука од Гевгелија. Луѓе што конференции говора за партизанството, за новата за партизанството што беше од Втората светска војна. И после татко ми беше предаден од фашистите и тие 7 друзите души беа предадени и они фатија и затворија. Ги затворија во 3 месеца и држаа во селото. А повод беше од и партизаните фатија некои војници што носа продукти во внатрешно в селото и ги фатиле, му иземале продукти, иземале и коњите, иземале и нив. И по тој повод они ги фатија тие за да и држат затворени, заложници, додека не се пуштат војниците. И држа многу време, и кога дојде време веќе за на смрт да ја утепат, партизаните разбрале и ги пуштија тие 3 души. Шо ми пуштија тие 3 души у селото, дојдоа живи војниците што беа грчките, и пуштија и нашите и татко ми. И пуштија, му даваа дозвола. Са бајле да се јават, на вечер да чинат. И татко ми му се досади од колку 1 месец рчини и си испадна он партизан. Испадна он партизан, не се врати веќе. Помина неколку 3-4, тоа 2-3 години откако татко ми беше партизан, мајка ми дома ни малтартира, ни каде е татко ти, дали го навоѓите, дали не го навоѓите. Душата е една огромна дупка во која се чуваат сите минливи работи. А болката е одраз на сеќавањата на она што не потсетува дека било со нас, дека било дел од нас. Не може да се заборави светлината на денот. Не може да се заборави мракот на животот. Се е минливо како денот и ноќта. И животот е минлив. А зад него останува само делото кое ќе не направи поголеми или помали во нечии очи. Што ќе остане од народот кој го имал проклетството како химна, да се биде со име, а без дом? И една вечер јас отимахме малку овци, некои 330 овци. Брат ми беше 11 годиш. И јас па 13 тогај. Баш кога мајка ми ја затворија од селото. И таму спијаха до овците. И кога на крај на селото една жена испадна, рече мајка ти ја зема, вика. И само мајка ми, додека да кажам само мајка ми, сум се унесвестила. И кога се разбудих, вода. И шо е работа? Викам, само мајка ме ли зимана со збрајкта? Не, рече и друзи, и сите 7 фамилии. Не, се отидех дома, старина ме причека и јас се спремам да одам дека мајка ми, дека е затворено селото. И додека да се спремам, ја дојде кметот. Кметот дојде и рече, нема дојш, че ти си веќе голема, возрастна, знаеш тајне да чуваш, на мене рече главата ми е в торбата. Нема дојш, че ти мајка ти, и личиш на мајка ти. А ние рече, ви пишаме, само мајка ти со 3 деца. Бидејќи бехме 5 деца. И едно имахме умрено 6. И ништо, јас, мама беше колку месец и пол у затвор, или 2 месеца да ти кажам. Не ми пуштија ни старина ми, ни тетка ми додам кај неа. Они му носа јадење. И кога еден од унатрешно беше многу лош груп спрема нив, го сменија в Гоменџа, а па тоа па един, што имаше веза со партизаните, го донесеа тука во нашето село. И
он реши дека имаше веза со партизаните малку, да ги ослободи тие 7 фамилии. И како разбра тие у затворот мајка ми дека ќе ги ослободат, они правиле некој план за како ќе ги ослободат да бегат преку граница сите 7 фамилии. Биќе нема животна. И се распоредија, првиот ден нема да бегаме, вториот ден нема, третиот ден, ама четвртиот ден да се распоредиме 7 фамилии по сите страни да бегаме, да оиме на границата, да се договориме. Се договорија на границата со некои партизани, там беше и мојот тетен, а татко му беше тука, Јургилија Корир беше и уф моин не пречекавам кога веќе бегаме ние. И ние кинисаме, ама ние со стринаме еден калкан, така куќа рече, стринаме сега што ќе правам, вика. А Чиче беше умр. Колку време, вика, за колку време ќе стасте до тоа место што не одат фашисти? За колку? За 2 сата, за 2,5, чујме. Ама она изгледа дали порано отиде или како беше, додека ние полека по 3 страни се распоредиме, а со нас носехме и 2 деца од други фамилии, 2 деца. И ние тргнаме, додека дојдеме еден рид, вака голем рид, а од ридот после фаќа дол. Тамам ние на тоа ридот вака да се допреме со овците и 2 говеда носихме и магарето и децата и почнаа да пукат. И тие куршумите вака преку нас. И ние долу застанаме и на ридот. А од таа страна се јави еден човек со спушка. Пукна вака на ваќе. И мама вика, не се. Има вика човек, вика кој ни прати. И ние се помина тоа гужва. Они до таму ида. Понанаќе веќе не смеја. Граничен појас фаќеше од Македонија. И од тамо се отидеме на зборното место дека беше. Кога отидеме на зборното место, слонцето веќе треба да зајде, овците не стојат, човек нема кој да не пречека, нема кој да не каже ништо. Нема кој да не успокои, нема кој да не каже. И овците почна низ тие ридишта, тие смареките надолу бига, брат ми почна да плаче, мама вика ќе се вратиме назад. Ќојме кај на тетените колиби, там ќе стоиме. И ние полека, додека да се стемни, се вративме назад. Се вративме во тие на тетен ми коливи и там запалиме огенче, ама заспа децата и на мене ми текна. Вика, мамо, до тука, викам, идат фашисти, утре ќе ни фатат, а јас не знам, оти 3 фамилии са фатени, не знаеме. 3 фамилии са фатени, 4 не беа со се нас. Ева, мама, вика ми, сега што ќе правиме, сега па назад. А една месечина вака като дења, тоа пътишчето така убаво, джр со тие кози, овците, со магаре, со вол, со крава, децата плачат, ама стасаме до тоа место пак. Договорено што беше. Кога стасаме до тоа место, преме люлка на брат ми, 8-месечен брат ми беше, покојни и он не е жив, и запалиме и огенче. И мама вика, вие вики стоите тука, а ние со дадате ќе оиме да се предадеме на границата. Ние мислиме границата е близко. Мама вика, јас знам неколку збора, да се предадем, да дојде некој човек, вика, тука е страшно. Тука не можеме ние да застанеме кога нема кој да не отеши ништо. И ја оздолу иде еден човек со шинела дълга и се доближи вака колку 15 метра. Турејте оште гранки у огенот, мислиме оти слънце изгрија. Слънце изгрија, која рече турејте оште гранки по влашки. Тоа беше тетен ми. И мама вика, дека се брекосто. А, вика, молчи, вие сте арни, вика, ама тие 3 фамилии, вика, ше и фатија. А тие децата што ја носихме со нас, беа од тие. Од тие што и врна, писна. Ама со тетен ми имаше оште един човек. Тој човек изема децата и враќа назад, да ја носи у селото, да се придружи со мајка му и татка му. Со мајка му, татка му беше партизан, испадна. А ние тетен ми ни зема да ни носи на границата. Низ едни окопи, низ едни смареке, низ едни шуми, низ едни цела ноќ оди, кога стасаме до јача на караулта, пред караулта малку, зората тога изазорија и таму кога стасаме кај караулта, като на Козара, исто като на Козара. Там фамилија, таму говедата, таму овци, блејат, рикат магарињата, воловите мукат, човеците стенкат, кои са стари, кои са болни, деца плачат. Мамо, викам, тука многу народ има. Има, рече, тетен ми,
Сега рече, дека ќе постелиме, ние ќе постелиме, тука ќе ги постелиме, овците така, магарта го врдзаме и викам, тетине, сега тука не пукат. Тука рече, не пукат, тука и вики Македонија. И така беше нашето одење. Luna ploia caniși, umbra ca să nu gărși, și ancali la naibai, și mi întrebai unde erai. Și ancali la naibai, și mi întrebai unde erai. Nu-mi întreba miluli, nu-mi întreba puliuli. Nu-mi întreba miluli, nu-mi întreba puliuli. Ca tu seara când viniși, la ușa mică tu ciucniși. Ca tu seara când viniși, la ușa mică tu ciucniși. Și mama ti uză. Преселувањето го извршава дали тогашната Југославија или не знам как, од цела Југославија нели се пренесени в Босна. Дали мислиле од соромунци, па ги пренесават на наке вие селајне, што век тука или планински луѓе, нели? Ради јазикот, јас по тоа мислам. И пред тоа едно, од Првата светска војна биле пренесени, пак само тој ги носиле некој в Бугарија, некој в Румунија. Мислам, со дедо, прадедо и од тука сме иселени у Војводина, ама в Банат, в местото Вршац, не памтам. И кога се врнах, после 6 месеца, значи се варинат татко ми со фамилијата и мене, нели, и бабме, и другите комшиите, па се варинама идме в Гевгелија. У Војводина в тоа време биле иселени од цела Југославија. Значи, од тука биле иселени в Војводина, Вршац, там, Гудорица, само во село. А зашо било тоа, дали оти ради јазикот или ги пренеселе, значи, близко до румунската граница. А в тоа место, в Банат и в Војводина, в тоа време биле испадени швабите, германците, им се одземани куќите. Значи, не биле само од Македонија преселени тамка селани, него и од Босна, и од Црна Гора, и од Косово, од секаде, а населјаваат Војводина со луѓе од различни други места. А тоа не било вред, нели? Јас не ме е баш јасно как била работа, него на мене ме е зашо ние да биме преселени, кога ние тука спагме оваа група на мегленските армани или мегленски власти, как да и наречеме, или как што сами се наречат, кога другите села останаат у Егејскиот дел, 6 села, а Ума, само Ума да биде преселено, од Југославија, нели, се преселяват в тоа дел на... Не отишле баш сите, останале неколку куќи, али голем дел од населението е преселено там. Дури после 50-та година, 48-49-та, 50-та, почнуваат в Гевгелија пак да се варинат и да се населяват в градот. Денес лесно се живее во Ума, затоа што таа представува еколошка лулка на Гевгелија. Чиста, недопрена, природна со целиот раскош што го дарил Бог. Ми власти се преселија во те учител немаше за деца. Велика Милица втасаа за школа моите
немаше тие учителите не идат. Не сакат, никој не сакаше. И мора да дојдеме тука, ние најкрајни дојдеме. Се лагахме, оти беги ќе носат учител там. Оти само водајка беме купили на пазар кој ќе дојдеме. И не бивш, мора да дојдеме за школу, как ќе го ставиме. Така. Тешко, многу тешко го поминајме, ама убаво не беше на ума. И дојдеме. А сега па одново го зафатија да го прават. Селото. Ке поминат и овие времиња, и секе ни биде само дел од сеќавањето. И она што се растурило, но и она што се изградило и возобновило. Оние кои требале да се селат, ќе бидат само капка од големото море, човештво. Ќе бидат сами по себе легенди за ума и за оние кои ќе доаѓаат во ума. А за оние злонамерните, може би никој и ништо како ветрот откако ќе замине. Никој не го видел, никој не го разбрал. Но сепак не, ние сме си доволни самите на себе, како семејство од ист корен, како дрво кое своите гранки ги множи за да ја направи крошната на битисувањето. Велат дека секој еден ден ќе си се врати дома. Тие што велат се во право, но оние кои се враќаат со една голема празнина во својата душа. Празнината е времето кое не ќе се врати назад, времето поминато далеку од огништето, од родниот крај. Никој не ќе го дополни тоа. Само душата ќе плаче по она што можело да биде, а никогаш не било. Проклетство е да си проколнат и да ја пееш својата мака како химна на својот народ.